Еве, да не се распрашувате за мене по амбасади, по разни овакви матни групици, да не кажам, да не ги именувам. Еве, јас ке ви ги кажам моите конекции со Русија и Путин, за да немате дилеми, да не се распрашуете, како што реков, по страна, па може некој погрешна информација ќе ви даде. Значи вака, да, сите знаат тоа, точно е. Јас сум еден од главните играчи разузнавачки на Путин на Балканот. Дури сам ви се представив, дека сум, која ви реков тогаш, јас секретниот агент Путина Куров, с коднием именем Куров. Така е, но сега ќе ви кажам како дојде до тоа ние да соработуваме, мене да ме најдат луѓето и така натаму. Значи, постојат три мотивации за некој да стане нели, разузнавач или шпион на одредена држава. Три мотиви постојат. Првиот мотив е оној како да кажем, ако може така да се каже, најчестниот, најпоштениот, ако некој од идеолошки причини реши да помага на една држава со разузнавачки податоци, например, не се слага со лошата или нечовечна политика на својата земја и реши да прејде да работи за некоја друга тајна служба. Втората причина е авантуризмот. Например, работиш за одредена тајна служба, пример на твојата земја, одеднаш од авантуризам личен решаваш да се докажеш како двоен шпион и да останеш нели запишан во историјата како најголемиот двоен шпион кој што работел за некоја друга земја и така натаму. И третата, најдолната причина или мотив за некој да стане шпион на одредена земја се парите или сребролюбието. Кај мене преовладуваше првата причина, значи идеолошки причини. Јас сум по убедување антиглобалист, јас сум против неолиберализмот, јас сум за суверенизам, за држави со национална матрица, како што доликува, нели, да се знае кој е газда во куќата и така натаму и така натаму. Но има кај мене и други причини, значи не се само тие, него е поврзан биолошко-генетски причини. Например, не случајно ми дадоа кодно име, нели, Куров, затоа што и мојот дедо бил на времето во тајната служба на Сталино на првата, тоест она втората, КГБ, неговото кодно име било Јепцов. Пред него, во времето на царистичка Русија, мојот прадедо исто работел во разузнавачката служба, он се викаше Љубен Дундеев. Мислам тоа, така се викаше он. Пред него мојот прадедо, значи исто работел за разузнавачките служби на Русија, неговото кодно име беше Пичко Патников. И сега да не ви редам назад генерации руски шпиони од моја фамилија. Окей, што сакам да ви кажам, нели не е случајно ви ги кажав мотивите за некој да стане шпион. Сега, кога ќе почна да ви доаѓаат поврати, овие, кои што 6 години беа поголеми бугари од бугарите и поголеми грци од грците, и кои се срамеа
да кажат дека се македонци, па наместо тоа настапуваа со некои идиотски синтагми, проевропски граѓани сме ние, космополити, курот на африканското магаре и така натаму и така натаму. Кога ќе дојат да ви доаѓаат по врати, нели да ви делат пенкалца, тефтерчиња со брендот на партијата, нели, социјалдемокративе, ова она, се надевам не се толку глупи лубриканти да ви делат на врата, онди тоа нема да го направат, затоа што се страшно опитни, подмолни и, што е најважно, знаат кога да почнат да играат на картата на патриотизмот, тоа е секогаш пред избори, во меѓувреме, која ќе дојдат на власт, забораваат на патриотизам и стануваат онас противното од тоа. Така да, кој ќе почнат да ви доаѓаат на врати, многу е важно, не само со одредена пизма, непријатност, бес, лутина, малце да им кажете не фала и да им ја треснете вратата. Не. Ќе отворите широм вратата, ќе излезете пред нив. Гол ако искочите, не ви препорачувам, тие се малце, знаете, сумљиви по прашање на сексуалната ориентација. Па овие муживе што се у опиколка куририве, може тоа погрешно да го сватат као покана да ви се подкачат, или вие на нив, мисламе, значи не гол, него ќе излезете така фино како што сте дома, кој у тренерки, кој у ова, и у бањарка не ви препорачувам да искачате пред нив, ни со пешкирче околу струкчето, после не. Мислам, окей, облечени, кој што сте по дома. И ќе излезете, ќе отворите ширумватата и ќе им кажете: мрш, ама вака полека да ви чита од устни. Мрш у пичку лепу материну, ќе им кажете. Ако ви речат: ама господине, чекајте, зашто? Ќе им речете: уставе гаѓам. Значи, прво нема да им одговорите директно сега зашто, па вие да ми уставе гаѓам. Значи, ако рече: ама господин, чекајте, гъз да ви го начукам. Значи, уште нема да им објасните зашто им кажувате вака. И така ќе продужите, и кој ќе видите дека малце, знаеш, им стануе така непријатно од ситуацијата, ќе им кажете вака: бркајте работа, бе. Вие си го предадовте својот народ за најстрашното нешто. Не ради што идеолошки стварно сметате дека сте не знам какви глобалисти или проевропски, или не знам дај едно општество за сите. Не. Вашите чауши ја продадоа државата поради мотив сребролюбие. Работеа против интересите на својот народ, го понижуваа својот народ 6 години пред грците, пред бугарите, пред целата Европска унија, пред американците, за пари, за сребро, за злато. И тоа кажете им го. И кажете им го: немојте уште еднаш поради тоа да се појавите на врата. Од следниот пут кажем ќе ви искочам гол или по пешкирче, па тогаш ќе биде леле мори мајко се испострав. Уствари, може нема да им падне лошо, ја па заборам дека тоа се од таква провиненција да, мислам, може ќе ужива. Па тие кога ужива бугарине да ги прцаат 6 години грцини и цела ЕУ со Америка, шо вие сте за нив боранија, кикирики. Но, сакав да ви кажам, кога ќе ви дојат пред врата, објаснете им од каде таа омраза кај вас. Објаснете им дека немало ништо поомразено до сега на политичката македонска сцена од 45-та навака, од таа гарнитура на најдолни предавници за пари. Кажете им го тоа за да го запамтат,
За кој ќе отидат тамо во штабот по нови рекламни материјали, лубриканти, пенкалца, што ќе даваат, лубриканти па реков тешко дека ќе даваат, сега ќе глумат патриоти, сега ќе глумат ова, као што и глумат, мислам може да доеме и на тоа. За кој ќе отидат тамо у партија, сите иста порака, сите истата порака да си ја пренесуваат што ја добиле од граѓаните. Зашто всушност се омразени меѓу нас во јавноста, особено меѓу македонците, најмногу меѓу македонците. Другите се лизни, мазни играат така како што ќе дувне ветер, ќе осети овој паѓа власт, ќе се приклони на другиот и така. Не, ќе им ја кажете причината. Заради ова. За следниот пут, тој истиот ако ви е комшија, не знам шо, кој ќе ве види на улица, да ве заобиколува у радиус од 300 метри, да знае дека е неумилен, да се осеќа кој ќе излезете пред нив и кој ќе им ја кажете причината за вашата омраза и бес, да се осеќаат нелагодно ко прасиња у Техеран, што се осеќаат, или во Ријад. Така треба да ги испратите од дома. Ко помочани да си дат. Не сакан, едноставно. И у штаб тамо, кој им дојат овие чаушиве, бевте тамо, шетавте по тие згради, тие мала, во тие населби, тие адреси, тие ова, да, шетавме, ама, што ама? Ама, немаше граѓанин, и граѓанин си го сака зборот, немаше граѓанин што не ни рече, еби се у гъс, устате гадјам, африканско магаре да ти го швркне, црнецот Уганда да ти го бапне, и сега да не редам овие академски познати фрази, нели, од мојот академски речник, ова е така. Така да, многу е важно ова и да се спроведе на дело, драги мои. Да сватат дека веќе никогаш не смеа да побараат доверба од македонците било кога во иднина. Тоа би било